Редовните анализи на водата за пиење што ги прави Центарот за јавно здравје од Кочани им обезбедуваат соодветни информации на граѓаните за нејзиниот квалитет и за евентуалното загадување. При тоа испитувањата се бактериолошки, а во извесен дел и за присуство на одредени хемиски елементи што се неопходни за утврдување на исправноста на водата. Анализите се прават во координација со јавните претпријатија од регионот за кој што е надлежен Центарот за јавно здравје, при што во различни периоди од годината неколку пати се земаат примероци вода од градскиот водовод, како и од другите така наречени точкести извори на вода. Сепак, заради целосна анализа на квалитетот на водата, неопходно е испитување на присуството на тешки метали и пестициди, за што стана збори на последната седница на Советот на општина Кочани. Бидејќи сме свесни дека оризовите полиња се третираат со пестициди и хемикали, па е особено битно и ние како советници и граѓаните да знаеме колкаво е присуството на тие метали и на одредени токсини, одредени препарати кои што се користат во запрскање на истите површини, а верувам дека постои одредена временска рамка во која што тие можат да стасат, бидејќи ние се уште користиме вода за пиење од бушотини кои што се наоѓаат во центарот на самото Кочанско поле. Од Центарот за јавно здравје информираат дека институцијата не располага со соодветна опрема за испитување на присуството на тешки метали, а во моментот таквите анализи ги прави Институтот за јавно здравје од Скопје. Обврска на сите јавни претпријатија е минимум еднаш годишно да ја направат една проширена анализа, кај што ги испитуваат сите овие проблематики во делот, не само за тешките метали. Ние како Центар за јавно здравје немаме опрема, испитуваме само манган и железо кои се вклучени во извештаите за анализите на вода, додека за други тешки метали или пестициди, тоа е во проширената анализа, анализите ги има комуналното јавно претпријатие, и тие стопанисуваат се собственици на тие резултати. Доколку сакате таква информација, Центарот за јавно здравје не може да ви даде информација за проширената анализа. Со оглед на важноста на информациите за евентуалното поголемо присуство на тешки метали во водата за пиење, беше речено дека Центарот за јавно здравје располага со стручен кадар, но нема соодветна опрема, за која бара поддршка од локалните самоуправи за да ја набави. Не сме финансиски толку мокни да обезбедиме опрема, ние сме спремни да доколку имаме опремата и за испитување на тешки метали и за испитување на пестициди, да ги правиме тие анализи. Меѓутоа, таа опрема е многу скапа. Сега доколку најдеме некој заеднички модус или интерес, ние пробавме преку одредени донации или меѓугранична соработка во минатото, меѓутоа никако да дојдеме до таа опрема, бидејќи не сме финансиски доволно мокни за да сами да ја финансираме таа опрема. Во иднина не само Кочани, бидејќи покриваме цел терен, ќе да направиме една иницијатива заедно со повеќето локални самоуправи што ги покриваме, да обезбедиме таква опрема за иднина, бидејќи имаме кадар што може тоа да го прави. Испитувањата на исправноста на водата за пиење во Кочани се прават во текот на целата година, за што од општинскиот буџет се издвојуваат и соодветни средства. Од комуналното претпријатие Водовод најавија дека податоците од анализите за присуство на тешки метали ќе бидат доставени во наредниот извештај до Советот на општината, со што ќе бидат јавно достапни и до граѓаните.